до вчера? Зашто на сежда на Аллах не му паѓаше до вчера? Зашто заборави на Аллах Джелешану? Па вели, кога ќе дојде последниот крај, пред душата да дојде овде во грлото на искачање, тоубето кај Аллах не се прима. Ама ја Раби сега стакфурла. Сега твоето е стакфурла, не важи, почитувам брати. Сега ти не можеш тоубе да правиш кај Аллах. Аллах ти дал живот, Аллах ти дал пример во самиот себе си, во твоите деца, на овој дуњалук, ти си заборавил на Аллах Джелешану и сега кога е маката, стакфурла ја Раби. Нема брате стакфурла. И Аллах има своја граница. Аллах Джелешану ти дал живот, во тој живот ти дал ум, но ти дал и разум да размислуваш. Што мисли сега? Твоите пари, брат, ке те однесат во дженнет? Не. Твојата кола не те носи на ахирет. Твоите деца не те помагаат. Ки искочиш на судниот ден. Татко, дај ми еден себаб. Не ти давам. Жено, дај ми еден себаб. Не ти давам. Мајко, дај ми себаб. Не ти давам. Секој ке се плаши за себе. Вели пејгамберот алейхиссалату веселам. И кога човекот ке искочи на судниот ден и вели ке би сакал да од неговото раѓање до неговата смрт да не ја кренеше главата од сежда, па ќе рече валлахи целиот свој живот да го поминав на сежде, можда и тоа ќе ми беше малку. А неверниците, зулумтјарите, оние кои што не му биле покорни на Аллах Джелешану, почитувани браќа, едно да ни е јасно. Зулумтјари не се само оние кои што се немуслимани. Зулумтјари има меѓу самите муслимани. Оние кои што не му чини ибадет на Аллах Джелешану. Што е он него ли зулумтјар? Зашто зулумтјар? Он си прави зулум, неправда самиот на себе си. Не му се покорава на Аллах. А со покорноста Аллах те чува од огнот джеhennemски. Но ти не му се покоруваш на Аллах и ти си прави зулум кон себе си со тоа што Аллах ќе ти изгори во огнот джеhennemски. Па вели оваа кожа кога ќе изгори, а ние болките ги осеќаме преку кожа, па Аллах Джелешану ќе даде друга кожа за да ние ги осетиме болките и се така постојано со векови. Зашто? Тој дуња, почитувани браќа, вечер. Тука ќе живее 60, 70, 100 години, ќе помине во богатство или во сиромаштија или во макали, било како. Но кај Аллах нешто што е вечно. Па правиот верник, правиот муслиман, валлахи, не го менјава она што е мирливо за она што е вечно. Мирливо е дуњалукот, вечноста е ахиретот кај Аллах Джелешану ве Джеле Джелалу. Но кој зима поука? Поука зимаат, вели Аллах во Куранот, оние што има страхопочит кон Аллах, кои се верници и поука зимаат оние кои што се со разум обдарени. Многумина денес од муслиманите имаат разум. Аллах ни го дал тој разум, елхамдулилlah. Аллах не направил негови наместници на земјата. Аллах не воздигна изнад сите своји створенија со тоа што не направил халифи на дуњалукот. Сето останато го починил на човекот. Но човекот е неблагодарен, па Аллах го казнува. И рековме во ајетите што вели Аллах Джелешану и вели ако ве најде нешто добро, а тоа е од Аллах и благодарете му на Аллах. Ако ве најде нешто лошо, тоа е од самите вас, од она што вашите раце го заработиле. Е сега каде се твоите пари? Каде е твоето богатство? Каде е твојата куќа? Каде е твојата фамилија? А валлахи, или дојди во џамија, или дојди со браќата, или дојди во џемат, падни му на сежда на Аллах Джелешану на твоите две нози, или ќе дојде ден кога во џемат, во џамија ќе дојдеш на 4 рамења. Ама тога, брате, ќе биде касно, тога ќе бидеш испружен, тога нема помош да имаш од никаде. Е сега, ајде каде се моите пари? Ги нема, почитувам брате. Ги нема твоите родбини. Пејгамберот вели, 3 работи човекот го следат до неговиот гроб. Неговите дела, неговото богатство и неговата фамилија. 2 се враќаат, една останува со човекот во гробот. Фамилијата никој не влегува во гроб со тебе. Ни жена, ни деца, ни брат, ни сестра, никој не влегува во гроб со тебе. Вели богатството, ке ти испратиме со коли, ке ти испратиме со автобузи, со тоа што си оставил, ама и тоа не влегува со тебе. Парите ги јадат оние за тебе, за кого си ги оставил. Парите на шкртиот ги јадат секој тие позади него што стануваат. А он нека биде шкрт, нека биде циција, нека не го проживува во дуњалук, нека не дава на пат од Аллахов, ама нема ни да му се даде на ахирет кај Аллах субхану ва таала. Па што вели Аллах Джелешану? Тоест пејгамберот во кабурот остануваат кој? Само делата на човекот. Е, брате, мили, почитувам, какви се твоите дела, такови твојот ахирет. Што си сеел, тоа ќе жнееш кај Аллах Джелешану. Ако сееш жито, ќе жнееш жито. Ама ако сееш трње, или како што правеле јахудиите, што им дале нашите
ја вареле пшеницата и фрлиле па и дикало трње ќе жнеш. Ама ти самиот си го заработил тоа. Аллах не е виновен за тоа. Аллах вели доброто е од мене, лошото е од самиот себе си. Аллах Джелешану уништил многу народи. Зашто? Биле неблагодарни кај Аллах Джелешану. Не му чинеле благодарност, а човекот благодарноста ја чини како? Само се ибадет, почитувани браќа. Ке искочиш кај Аллах Джелешану, ке бидеш изгубен. Ке немаш ништо. Има народни приказни кај нас долу во Македонија, македонски се народни приказни, ама имаат поука во нив. Па вели сиромавиот дошол кај богатиот и барал. Дај ми парче леп, ова земал камен од земја, му го ставил во раката. Кога преселил на Ахирет, кога искочил кај Аллах Джелешану, софрата на сите била полна, а на овој му била празна. Зашто мојата софра празна? Па кога се јавил на сон кај жена му, вели мојата софра е празна, пратете ми нешто. Аллах Джелешану му рекол, не. Ти тоа што си дал во твојот живот, тоа ќе го имаш. Камен си дал, камен има сега пред тебе. Пејгамберот алейхиссалату вассалам што вели? Дајте на патот Аллахов и немојте да жалите. Валлаји она што ќе го дадете во фисебилилlah, во името на Аллах Джелешану, Аллах 10 струго ќе ви го врати. Живи примери сме ние, јас лично од хаџот. Вели пејгамберот, дајте идете на хаџ, идете на умра, Аллах двоструго ќе ви ги врати вашите пари. Валлаји Аллах ги враќа тие пари. Немој да бидеш крт, немој да бидеш циција. Аллах Джелешану вели, ги мрази оние што се шкртни, кои што не даваат на патот Аллах. Почитувам, брате, ти денес кога Аллах ти дал богатство, тебе ти искушува со тоа богатство. Но и тебе кој ти бил сиромав, и тебе Аллах Джелешану ти искушува. Зашто? Аллах ги сака своите робови. Ги искушува и богатите, но и сиромашните. Богатиот го искушува со тоа што му дал богатство, да види колку човекот во изобилие, во богатство, ќе биде покорен на Аллах Джелешану и ќе рече, мене ми е елхамдулилlah рахат во дуњалук, не ми треба никој, не ми треба Аллах. Се лаже валлахи. Ама вели и оно кој што е сиромав, и него Аллах го искушува. Да види во сиромаштија дали ќе чини сабор, дали ќе рече, омо Господару, на тебе се наслонувам, од тебе барам, ти помогни ми, па Аллах е тој што ќе го извади од таја состојба, од тој мусибет. Но ако рече, ма е саквирала како Аллах, ма види мене Аллах што ми направи, па кај нас има керомите една лоша изрека вели, па јас на Господ со камења не сум уфрлил што Господ ова ми го дал. Естагфируллах елазим ел керим. Човекот не знае денес, почитувани браќа, што збори. Но Аллах Джелешану го сака хајрот и на богатиот, го сака хајрот и на сиромашниот. Па оној кој што има и се присеќа на Аллах Джелешану, му се заблагодарува на Аллах Джелешану за своето богатство, дели на Аллаховиот пат на јетимите, на фукараите, на оние што се сиромашни.